Главен фокус на општина Кавадарци е отчетното и транспарентно работење. Тоа го докажува и градоначалникот Митко Јанчев во интервјуто кое што денеска го реализиравме во неговиот кабинет новинарите од Кавадарци. Тој отворено одговараше на новинарските прашања, кои што ќе напоменам не беа договорени, туку прашања кои што заслужуваат одговор, секако јавноста да ги знае ставовите на градоначалникот на Кавадарци. ТВ Објектив 60 на минути ви го пренесува интервјуто со градоначалникот кој говори за се она што се сработи оваа година, за приоритетите на општината за следната 2020 година, за зголемениот буџет на општината и поголемите инвестиции следната година. Се осврнавме на состојбите во културата, образованието, спортот. Ве поканувам да бидете заедно со нас и да го погледнете интервјуто со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Градоначалниче, благодарам што прифативте медиумите од Кавадарци да реализираме една отворена емисија каде што ќе говориме за она што се работеше, она што ќе се работи. Кажете ни колку сте задоволен како градоначалник од она што се реализира во комунална изградба годинава, со оглед на тоа дека програмата е речиси 100% реализирана. Остана ли уште мал дел кој што сепак остана за следниот период? Така, најнапред да се заблагодариме на вашето присуство. Денешната емисија по повод 2 години градоначалник. Како се сеќавам, ланста година, на година дена од завршување мандатот направивме оваква емисија со сите новинари од општина Кавадарци, така да и оваа година да бидеме транспарентни и објективни према самата општина и населението, да можеме да издебатираме на сите точки. По оглед на вашето прашање, јас како градоначалник сум задоволен целокупно од комуналната изградба, при тоа што ја завршивме скоро целокупната 4-годишна програма која што имав предизборна, а моето задоволство доаѓа од таму што прв пат сум во јавна институција, на политички носител на функција градоначалник, се соочи со многу предизвици овие 2 години, да сето тоа го прво кај мене како човек надминам и поминам, нормално, институционално во делот со законите, со администрација, со сите општествени работи, и пред се најголемото задоволство доаѓа од таму што најмногу бев критикуван за време на изборната кампања дека ветувањата ми се лажни, дека ова е лажна програма, дека ако исполниш оваа програма, не знам, стимнуваме капа или ова, испеавме не за 4, за 2 години да исполниме 90 и повеќе проценти од програмата. Така да задоволството пред се мое, верувам дека и граѓаните тоа го чувствуваат и го гледат во општина Кавадарци како проекти реализирани во нивен општествен јавен интерес, така да мислам дека покрај тоа што исполнивме програмата, имаме уште 2 години интензивна работа и уште многу други јавни објекти и ситуации кои што ќе бидат во придорес на локалната самоуправа. Дали Јанчев ќе се кандидира и за следен мандат? Во делот за следен мандат се уште не сум размислувал, за тоа што од оваа гледна точка денешна сум на пола мандат, така да овие 2 години не ми бија така брзи, споро минуваат, затоа што имам интензивна работа. Најбитно ми е дека кога ќе дојде денот за одлука за следен мандат, прво психофизичката моја лична состојба и она што можеме да го пружиме на граѓаните. Значи, тоа би бил одговорот би бил не по секоја цена, доколку се осеќам дека не би можел да одговорам на предизвиците и на прашањата за наредните 4 години. Така да на прво место ќе ми биде тоа, со оглед на овие 2 години како ќе ги поминеме. Колку би
се исполните вашето очекување овие 2 години што помина, дали успеавте да го реализирате лично она што планиравте да го реализирате или ви остана нешто од таа агенда од 2 години не реализирате? Гледате, јас општина Кавадаци и град Кавадаци го замислувам уште на повисоко ниво. Нашето мото и единствена агенда беше Кавадаци на право место. Успеавме во овие 2 години, она што им беше замислено да дојдеме центар внимание и пажња во Република Македонија, како општина, пред се како градоначалник, како град и како население, да не бидеме заобиколени ниту од една амбасада, ниту од една институција, ниту од еден релевантен фактор кој што треба да ги почитува и негова општините. Напротив, успеавме да се издигнеме на ниво да бидеме скоро секаде во позитивна смисла дискутирани, во позитивна смисла од зборот наградувани како локална самоуправа, како градоначалник, како град и да добиваме и да изготвуваме повеќе проекти за општина Кавадац. Така да моите очекувања покрај изготвување на програмата сакам и имиджот и нивото на општина Кавадац да биде на ниво кое што го заслужува како граѓанство. Буџет 2020 година бевте во местните заедници, генерално слушнавте што е на граѓаните што го бараат да биде реализирано следната година. Во која димензија ќе се движи општинската каса во 2020 година? Така. Јас само би се доврзал тука со доаѓањето на мојот мандат. Претходните приходи на општина Кавадаци се движеа од 170 до 180 милиона денари за комунална изградба. 2018 година беше цела година која што е изработена како градоначалник, имавме 260 милиона реализација на буџет. Тоа е зголемување за 50%. Ова година до денеска, прва недела што се вика од декември, имаме 300 милиона денари реализација на буџет. Тоа значи дека општина Кавадаци балтене за 100% го подигна буџетот и успесите и сите работи доаѓаат од баш тоа. Така да за буџет до 2020 година ставаме таргет плюс 10% за зголемување и повеќе пари да случуваме во делот на комуналната изградба. Нормално тука ќе дојдат сега и покапитални објекти 2020, како зелениот пазар кој ќе остана да се доврши, затворен базен и други содржини кои се од јавен и од колективен карактер. 2020 очекуваме поголем буџет, пак ќе повторам, и буџет над 300 милиона денари од само прибирање на средства на општината. Тие средства доаѓаат нормално од комунална изградба, градежни дозволи, од данок и од сите други работи кои ќе ги поседуваме како општина и нормално доаѓаат од делот на заштедите на самата општина. Не можем да не спомнам да кажем дека одливот на средства кои што ги имаме во делот на приходи по основ на основен приход, односно основен одлив, го намаливме за 30 до 40 милиона. Така да нашето домачинско работење се искажа и се покажа и во билансите на самата општина и во буџетот на општината. Јавноста шпекулираше дека Јанчев ќе биде дел од нова политичка опција во државата. Кажете ми за кавадачени, за сите кои што ќе гледаат, што има од тие шпекулации, што е вистина, што е лага? Јанчев последната изјава беше и кажа дека во наредните 2 години моето политичко движење на понатамошни цели ќе го оставам во мирување и ќе се посветам максимално на довршување на мандатот. Тоа значи дека активно нема да учествувам на овие парламентарни избори, него ќе се бирам во делот на функцијата градоначалник и во интерес на општина Кавадаци за понатак и после изборите, здрави живи со сите случувања кои ќе треба да се случат, ќе носим понатамошни одлуки. Ако добро ви разбрав, значи нема да се занимавате со политика, туку ќе бидете свртени кон Кавадаци и граѓаните. Да, наредните 2 години ќе бидеме свртени кон граѓаните, кон Кавадаци и она што значи мандат градоначалнички, да можеме да си го довршиме комплет до крај. Тоа значи дека нема да бидам лично активно вклучен во делот на парламентарните избори. Имате ли покана или интерес од некоја партија да се вклучите во парламентарните избори? Ќе се огледам тоа дека действуваме и сме политички активни, нормално дека имаме и комуникација и активности сите, меѓутоа конечната одлука е моја таа дека нема да се вклучам активно, нормално ќе се помага таму кај што мислам дека правилно треба да се помага за кавадрачани да си добијат она што треба. Добро. Градоначалниче, јас повторно ќе се вратам околу она што е работење на ваша и на локалната самоуправа. Што се планира во 2020, рековте зелениот пазар е еден од приоритетите.
се најавуваше изградба и на спортски сали во училиштата во Ваташа и во Страшо Пинџур. Што е друго така позначајно, а што ќе го добие Кавадарци веќе од следна година? Нашиот предлог буџет е спремен. Седницата на Совет не е закажена со една единствена причина, пошто државниот буџет не е донесен. Брзоста на државниот буџет мораме да го закаже пошто и нашиот буџет да го изгласаме, да го на некој начин обелодениме на Совет. Она што го спомнавте, ја би се навратил малку назад и би кажал дека во овие 2 години успеавме да донесеме генерален план за Кавадарци. Тоа беше еден предуслов и услов за да можеме да се движиме понатаки во делот на капиталните објекти. Тука беше неминовна пречка за да можеме да го градиме и пазарот, да можеме да ги градиме и спортските сали, да може да градиме сообраќајници, паркиралишта и сите работи. Така да генералниот план веќе година дена, скоро година дена не е активен, кој имаме. Детални планови имаме над 20, кои што произлегува самата потреба од генералниот план да се работат. Во 2020 година е сигурно почнувањето на зелен пазар да се работи. Проектот ще го одобриме после донесување на ДУП-от, да се отпочне. Буџетот е 80 милиона денари, вкалкулиран во буџетот 2020-2021, 2 годишна набавка на изведба на зелен пазар. Спортските сали, за тоа што уште 2 основни училишта, во општина Кавадарци немаат спортски сали, а тоа е Димит Ангел Габрот во Ваташа и основното училиште Страшо Пинџур во Кавадарци. Во деталните планови се вметнати самите спортски сали, во развојната програма се ставени и во буџетот за 2020-2021 се ставени во делот на буџетирање. Така да тоа не се околу 50 милиона денари двете спортски сали. Она што го спомнавме сега, зелениот пазар и двете спортски сали треба да се тендерираат негде февруари-март за да излезат наредната година со изградба. Она што се работи сигурно наредната 2020 година и веќе е тендерирано и одобрено од наша страна, тоа е улица Шишка со повеќе од 40 милиона денара. По примерот на Западен булевар кој што го решивме на кај Росова, ние имаме еден солиден, репрезентативен, коректен влез во општина Кавадарци или град Кавадарци. Сега од Гличиш-Бенинска пумпа до Северен булевар, че имаме комплетно решение со 3 ленти, сообраќајна сигнализација, семафорско решение кај новата болница, 2 велосипедски патеки, комплетна реконструкција на атмосферска, канализациона и водоводна мрежа со ново осветлување. Тоа е проект 40 милиона денари, веќе тендериран, склучен договор кој што треба да се отпочне, мислам дека деловни отпочнаа да работат сега, али тоа е од 2020 буџет. Западен булевар, кој што го чекаат повеќе од 40 години, луѓе поготово така нареченото место Коњски дупки или од Кавадаречки до Желковец и во делот на Југокомерц. Таму веќе тендерот не е завршен, 32 милиона денари. Што значи тоа? Тоа значи дека Кавадарци, покрај тоа што го средиме влезот од Шишка, ќе се среде влезот и од Возраци, односно од Прилеп. Ќе добиеме тука голема раскрсница на самата кривина доле под Југокомерц. Истата раскрсница ќе излегува, ми се чини дека таа улица Љубашка или беше Ресавска доле. Да, ќе се спои тој влез да имаме уште еден репрезентативен влез и од пред улица Ресавска во 2 ленти ќе продолжи до Кавадаречки дол изградбата на така наречениот Западен булевар. Не е веќе булевар, него еве тие 2 сообраќајници кои што треба да ги направиме во прва фаза, да тие луѓе после долго време таму добијат и асфалт, и одводна канализација, и атмосферска, и нормално улично осветлување. Тоа многу голем залах е за општина Кавадарци, пошто верувајте дека 40 години се воделе постапки кои што не се завршиле до денеска. Успеавме со нашата објективност и транспарентност, со комуникација со луѓето, со доаѓање во сала за разговори, па и со непријатни моменти, и со било што, да ги соджвакаме сите народски кажано работи, да излеземе повеќе од 20 пати на терен и да се договориме со сите граѓани кои се засегнати на тие терен, да го изградиме тој булевар. Сите подпишаа изјава пред да направиме експроприација дека дозволуваат градови. Тоа е голем момент и заменик градоначалник и доверие во општината да го направиме и нема да ги изневериме граѓаните, тоа што го ветивме че го завршиме таму. Сите кои што котираат на тој дел, че имаат еден пристоен излаз. Сега верувам тие што живеат луѓе и го слушаат овој муабет, верувајте дека тие немаат пристап кон градот и излез, вртат по улички, по дворови, така да многу незгодна ситуација. Останата работа од
по давнашно време ќе биде завршена 2020 со комплетна изградба. Тука би спомнал и патеката до Моклиште, која што е тендерирана, добиена на тендер од фирма. Ќе го воведеме во работа после 15-20 декември, доколку дават временските услови, ќе почна со работа средства обезбедени до Моклишка воденица. Мостот Овач го пуштаме ова недела во употреба, после мостот почнуваат со патеката и патеката ќе се води до Моклишката воденица. Еден капитален, убав проект и за спорт, и за рекреација, и во делот на развој за туризам, така да мене лично ми импресионира таа патека да имаме како град во делот на нашата општина. Тука би спомнал винска куќа, која што е веќе во завршна фаза, тоа ќе биде вински музеј. Посетив минатата недела да видиме до кај сме стигнати. Наредната година одвоивме буџет за опремување на самиот вински музеј, околу 2,5 милиона денари, за поставки, постројки да се ставаат од старо време, од почетокот на виновата лоза до денеска. И најнаго мене радува фактот што и големите и малите винари, еве во недела и другата сабота имаат настан, прифатија сите да бидат таму изложени, да земат комерцијален дел и ќе имаме, па можеби на Балканот, единствен вински музеј за развој на земјоделието и винарството. Тоа за мене е еден голем момент во делот на лозарството и винарството и град кој што ексцитираме во делот на винарството, да можат и малите винари да се развиваат во делот на комерцијален дел. Вие сте од медиумите, знаете дека најскапа работа во денешно време е рекламата и медиумите. Така да ако овозможиме ние да они се прикажат на некој начин и постојат на полица, мислам дека многу полесно ќе се развиваат другите работи. Има многу проекти за 2020 година. Сообраќајници за решавање имаме комплетно. Тоа е улица Дисанска, која што сакаме да ја прошириме уште со една лента и со уширен тротоар. Знаете, тука од самото фудбалско игралиште до Партизан салата е слепа точка за паркирање, за движење, поготово кога има јавни настапи. Таа улица комплетно ќе се реконструира. 2,5 милиона евра за комплетна атмосферска канализација не се отпочнати да ги работиме, од февруари ќе ги отпочнеме. Тука има 9 проекти големи за Глишич, за делот на кај улица Ресавска, во делот на Желков дол и новиот центар комплетно се направи атмосферска канализација. Ние претходно превентивно делувавме и оставивме прокопи и цевки од фи и јадо пред да ги асфалтираме улиците, пошто знаете дека 90% веќе ги асфалтиравме сите улици, да не ги раскупуваме, едноставно да се приклучиме во тие цевки. Имаме улици како што е Пионерска, да се доврши, Киро Крстев улицата доле. И имаме еден поголем проект од 300.000 евра веќе одобрен, ќе го тендерираме во јануари месец во 2020 буџет, грант, исто тоа од Светска банка. Тоа е комплет за така нареченото Бруша Мало или Киро Крстев горе. Од улица Клинска, Методија Џунов Джикот и Калница, комплетна реконструкција на канализациона мрежа, водоводна линија и атмосферска и комплетно асфалтирање. Тоа е 300.000 евра проект кој што добивме грант за најнеразвиеното подрачје во општината. Ние успеавме да го прикажеме како најнеразвиено подрачје тоа, пошто претежно живеат горе ромска население и се приклучени канализациони мрежи, водоводни линии, али бенефитот што го чувствуваме сите како граѓани, поготово во тој дел таму, да добиеме комплетна подземна и надземна инфраструктура. И уште да спомнам, да не го заборавам, нисконапонската мрежа, проект од 45 милиона денара на комплетна автоматизирање на нисконапонската мрежа. Тоа значи дека палењето и гасењето на светилки ќе биде од автоматски карактер и онлайн ќе ги следиме дефектите и сите исклучување, не дай Боже, при самата линија потрошувачки и сите работи. Но тука впаѓаат и 4 доградби на нисконапонска мрежа. Тоа е, пак ќе спомнам, улица Дисанска, Доне Попов, улица Индустријска, кај Желков дол има горе цел крак за правење, 12 другари споменик од комплетно осветлување, Северен булевар од Никола Минчев до Шишка е неосветлен и уште 4-5, сега вака на памет, да ги знам сите. Не го спомнав, морам да го спомнам Сопот, 20 милиона денари, тендер веќе активен за комплетна реконструкција на водоводна, канализациона и атмосферска линија преку Агенција за рурален развој.
така да се почне да биде комплетна нова и подземна инфраструктура со атмосферска канализација. Во делот на игралиште фудбалско, реконструкција на самото плато, травник комплетен треба да се направи. Тендерот е завршен, поради временските прилики и сезоната на фудбалскиот клуб треба да почнат со работа, така да мал милион куп проекти, они од помал обем и карактер веќе не дека не се интересни да ги зборуваме, меѓутоа теконо ги работиме, така да мислам дека не застануваме тука и имаме уште многу проекти реални кои што се веќе во фаза на отпуштување за работа. Важите пред се за успешен бизнисмен, а потоа и градоначалник, меѓутоа мене ме интересира, се надевам дека и јавноста ја интересира, дали Јанчев се гледа во иднина како носител на некоја висока јавна политичка или државна функција, да речеме во нека од партиите на висока позиција или пак на државно ниво. Еве, открите ни каде Јанчев се гледа себе си во иднина за неколку години и што е она како цел што кон која се стремите како човек. Мораме да ги нормализираме работи во државата и не треба да имаме его пред се и да појдеме од точка кој кај се гледа. Значи, не сакам да ја коригирам во прашањето, него сакам само да ви кажам дека јас лично се гледам на земјава и под небово заедно со луѓето да направиме нешто што треба да направиме. Тоа го спомнав и на самиот почеток. Не можам да кажам за после 2 години, за после година или за после 5, каде се гледам, што би можел да направам, работите се менуваат. Како се менуваат работиве, така и јас се менувам. Се менуваат и технологии, се менуваат и многу работи. Меѓутоа, сватив дека ако се сака, се може, а ако се може и има потреба и искрени намери и објективни причини, нема никаква пречка да ја наречиме од било кој дека што обструира во било која добра намера, поготово на јавна функција. Знаете, тоа ми беше најголемиот страф на почеток кога дојдов на функција, дека луѓе немаат поверење во јавни институции, немаат поверење во било што, па злоупотребени биле, па не биле, па партски поделени, па етнички поделени или било како. Јас тоа разбирање со моите граѓани го имам. Го имам прво на усмено разбирање, второ и на хартија и верувајте дека пред се мојот личен образ, а после и образот на општина, да нема да дозволам да биде ни малку занемарен или отсрнет во делот на она што е да го сработиме према луѓето. Така да заеднички ќе ги градиме, ја вак ќе биде одговорот. Заеднички ги градиме стратегиите и плановите за понатамошното действување и на Јанчев и на општината и на било кој. И позатна е програмата што треба да реализирате на наредните години, околу 17 милиона евра, ако не се лажам. Е тешка. Овие пари сега еве ги јавно обелоденувате, и ланската година беа околу 16 милиони евра, тоа се многу пари. И порано градоначалниците имале најмалку по околу 10 милиони евра. Зошто тие не граделе многу, а Јанчев многу гради интензивно и без застој, дури има и проекти кои не ги спомнувате во оквир. Кажете, значи многу проекти не ги спомнав. Сега знаеш, ако може некој ќе не занемари во оваа емисија зашто не го спомнавме Возраци. За Возраци имаме проект 16 милиона за водоснабдување и се. Ветив и кажав дека брушење ќе го доснабдам. Што едноставно немам оврска да го направам тоа, ни у програма, ниту нигде. Меѓутоа гледам дека реалните потреби на луѓето се капитално мора да ги спроведиш. Така да се што согледуваме и правиме, бараме начин како го направиме. Единствен начин за добар менаџер е доброто менаџирање и обезбедувањето на средства и насочувањето на средства. Јас се држам за таа теорија, вика чарот треба да си го бараме во трошокот. Трошокот не треба да биде негдеш и занемарен, да, треба да се трошат пари. И за многу работи, како секој на семејство, и за прослави, дај Боже зубови, за роден ден и за било што, ама да не претеруваме со тоа. Ако претеруваме, ќе немаме за облека после. Така и општината. Не дека претходно нерационално се работело, не можам да кажам. За тоа си има и ревизии сите работи, ете, граѓаните ќе осудат или ќе одлучат за сите те работи. Меѓутоа, кај мене е принципот, значи јас пари за пара да не трошам. Ева вака народски кажано, значи што значи тоа е сега го украсуваме градот оваа година, каде што во минато во 2 милиона денари кошташе украсувањето, на сега не кошта 0 денари. Зошто? Затоа што ланста година си набавивме на тендер светилки, сега светилки се наши.
Ќе посмениме малку боја, буквата треба да смениме, не е 19-та, 20-та, значи кошта 0 денари, а го имаме како опрема која ќе действува. Ви кажував и прошлиот пат дека сијалиците, уличното осветлување, сами си го одржаваме преку нашето средно училиште, со учениците, со репоматеријали, со други работи. Тука претходно многу одливи се правеле на средства во делот на самото одржување на самата опрема која што има општината. Така да претходните градоначалници не може да кажеме дека не граделе или граделе. Сите имаат оставено за себе и верувам јас дека сите имале позитивни мисли и сакале да направат повеќе. Сега успехот, пак кажам, ќе се составува од три страни, не човек треба да има и среќа. Ако некој што има среќа, може да имаш и пари и услови, сега да не го спровериш од XX причини. Така да еве, нека биде кај дека среќата ви служи и дека орат работи на добро. Дозволите уште едно прашање, само кратко, Да. за паркирањето. Многу голема револуција во Кавадарци предизвика паркирањето и очекувањето да тргне оваа работа. Успеавте да го решите, ќе биде ли скоро активно? Така, комплетно решено, административно, правно, формално формирано предпријатие, зонско зонирање сите работи. Во моментот се работи на систематизацијата и одобрена систематизација. Одлуката е кај мене. Веројатно вторник ќе донесам комплетна одлука за пуштање на оглас за вработување на лица во делот на јавното предпријатие. Чекавме софтвера да стигне за SMS паркирањето. Не ми беше рационално прво да вработиме луѓе па после да бидеме спремни за работа, така тоа ни одзема не пол месец. Нема да ги изненадиме граѓаните пред новогодишно, после нова година ќе почнеме со зонско паркирање, а пред новогодишно ќе ги имаме веќе вработените веројатно после 20-25 декември со оглед на јавниот конкурс кој ќе го распишеме, односно оглас. Меѓутоа, доека се спремат со сите работи, веројатно после празниците, после Божи бадник, ќе почнеме со зонско паркирање. И тука само би напомнал и би кажал нешто дека зонско паркирање сите ние граѓани мора да го сватиме како позитивна мерка на општина Кавадарци. Пред се затоа што е јавно предпријатие. Нема никаков приватен личен интерес. Сите пари кои ќе влезат во јавното предпријатие од зонско паркирање сразмерно ќе се рефундираат, ќе се вратат пак назад во делот на општеството. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе добиеме и поквалитетни сообраќајници, и повеќе паркинзи, и поодбележен град во делот на сообраќајот, и побезбеден за нашите деца и внуци, и лично за нас. Не го спомнав исто анот веќе кога сме тука кај паркирањето. Тој тендер е завршен, ќе се почне од јануари да се работи. Таму добиеме 80 паркиралишта во самиот ан, поранешен на ЈП Комуналец до Зелениот пазар. Значи, тендер е завршен, 18 паркиралишта ќе се добијат во самата просторија. Сега сме во апликација за одобрување на така нареченото, не така нареченото, него поранешното музичко училиште. Бараките, тоа е просторија, еве ако не знае, некој околу 2500 метри квадратни имаме простор таму луѓе. 2500 метри квадратни простор не искористен. Побаравме од влада да ни го дадат во собственост, ќе ги срушиме тие бараки, ќе добиеме два момента. И паркиралиште, ама ќе добиеме и предуслов да си ја заштитиме нашата кула која што имаме и си ја ставиме во делот на културата и биде така отворена од сите страни, атрактивно место. Нормално тука и пазарот кој што го градиме ќе добие минус 2 ката како гражи, така да сите оние пари кои ќе дојдат од паркирање и сите покрај основните трошоци на предпријатието ќе бидат вложени и инвестирани во делот на подобрување на инфраструктурата во делот на паркирање и сообраќајот. Тука во оваа насока да се осврнеме градоначалниче и на гасификацијата. Граѓаните очекуваат до каде сме како проект, како се движат и дали е реално набрзо да се очекува и изградба на гасификациона мрежа. Општина Кавадарци е комплетно спремна што државата, односно МЕР, Државната агенција за енергетика, стигне со газ во Кавадарци и ја добиеме таа подстаница во град Кавадарци веднаш да отпочнеме со тендерирање и инсталација на секундарна и примарна мрежа. Тоа го кажав, идејниот проект е решен, сега имаме тендер за основен проект кој што е да помине. 21 км
примарна и секундарна мрежа е изработена за општина Кавадаци, со сите профили и начини на инсталација, 99% оде по тротоари, така да општина Кавадаци е спремна комплетно. Документацијата и сите сертификати ги имаме обезбедено, го немаме се уште формирано предпријатието, пошто пак ќе кажам, не сакам да правиме трошкови на формирање на предпријатија додека не стигнеме во делот на реалноста со газ. Ја мислам и очекувам дека државата и Агенцијата за енергетика дека брзо треба да го завршат тоа. Сега со оглед на тоа дека сме пред избори, па како се движат работи, не знам, меѓутоа не е пречката до нас, ние сме спремни да продолжиме после мерната станица веднаш со инсталирање на самата гасификација. Докаде е ситуацијата со идниот граничен премин кај Мајдан? Така, ситуацијата е на владино ниво земена. Технички документација се работи и во преговори се во делот на инвестирање на заедната соработка и изградбата на самиот граничен премин. Тука морам да спомнам дека оваа година Агенција за патишта го реконструира патот од Мушов гроб до после село Мреđiško. Наредната година е ставено во програма од село Мреđiško до Мајдан да се рехабилитира и асфалтира. Сега од Мајдан до граничниот премин се го земе државата во државно ниво и со самата изградба на граничниот премин. Така да ја лично очекувам наредната година да се отпочне со изградба на тој граничен премин, кој што пак ќе кажам, мој личен впечаток е дека ќе добиеме не знам, бинго за Кавадаци со граничен премин со едни комшии кои што ќе ни доаѓаат и ќе ни трошат средства во општина Кавадаци, а нормално и ние тука ќе си бидеме поблиско до нив. Топ тема во Македонија и во Кавадаци верувам да е екологијата. На кое место е моментално Кавадаци по загаденост? Што презема локалната самоуправа да ја намалиме загаденоста и кои се евентуални идни решенија за проблемите од овој тип? Општина Кавадаци е една меѓу најтранспарентните општини во Република Македонија во тој дел. Зошто? Затоа што инсталиравме 3 мерни станици независни од државните станици преку Универзитетот Гоце Делчев и ги имаме на мој воздух кој што онлайн може да ги следи секој граѓанин од било каде. Што значи тоа? Тоа значи дека во секој момент може да се го видиме загадувањето. Една мерна станица во Вача, една е во централното градско подрачје и сега третава ставивме во село Возраци. Ланската година извадивме просек. Имаме пречкорување на загадувањето од максималната дозволена граница 65 дена во годината во град Кавадаци. Во Вача беа 30 на дена. Така да според мене тие 60 на дена или 45 дена треба да се трудиме да ги намалиме да бидат на 30, па на 25 и дај Боже да стигнеме до една максимална граница, никогаш да не го надминеме максималното од 50 pm честички на метар кубен. За таа работа општина Кавадаци интензивно работеше овие 2 години во давање субвенции за грејни тела. На 2-3 пати имавме огласи за давање еколошки грејни тела, одвоевме околу 4-5 милиона денари. Имавме неколку пати повици, односно 2 пати месечине за давање на субвенции за велосипеди. Во делот на сообраќајот пременивме неколку улици во едносмерни кај што мислиме дека треба подобро протокот на сообраќај да се движи. И сега општина Кавадаци и во изготовка на сообраќајно решение и одобрение целокупно ново врз основа на ново донесениот генерален план, кај што уште би се чини 12 улици што дојдат едносмерни да се направат, кај што согледано е тесно грло, споро движење, нема е место за разминување на возила од 2-3 ранг улици и тешките товарни возила комплетно ќе ги забраниме за влегување во самиот град. Што значи тоа забранување? Ева само еден пример. Би дал каде што имаме точна евиденција дека негде околу 45% населението се грее на огревни дрвја и замислите вие секоја достава на огревни дрвја доаѓа со камиони стари по 30 години, со по 25 метри кубни товарени дрвја и ти доаѓа во централно градско подрачје или пред куќа да ти истоваре дрво. Екологија нула, загадување максимално, уништување на инфраструктура сериозна, уништување на тротоари сериозно. Заедно во соработка со шумско стопанство дојдовме до заклучок дека треба од наредната година, без да бидат оптеретени граѓаните, да шумско стопанство си ги носат централно дрвјата на нивниот плац, а граѓаните
од таму си ги транспортираат со превоз на шумско стопанство со соодветни возила до 3,5-4 тона до самото место на граѓаните. Тоа значи помало, дали ќе биде трактор, дали ќе биде возило до 3,5-4 тона, така да нема да дозволиме наредната година прво тоа да се случува, пошто многу алармантна состојба во делот на уништување пред се на екологијата и на самата животна средина и на инфраструктурата која што имаме во градот. Имаме повеќе проекти каде што сакаме да поттикнеме малку свеста и граѓаните, подигање на зелени површини. Подигнавме над 40.000 метри квадратни нови зелени површини. Покрај сите колективни згради, секое празно место гледаме да го искористиме со себе, со мој општинар, со сите служби, максимално да подигнеме зелени површини. Садење на дрвја, еве сега во моментот имаме акција на 30.000 дрвца на рече го Ваташки дол, па Глишич, во градот имаме 150 нови дрвца. Подкастување на дрвцата имаме да ги оживиме, значи едноставно не застануваме. Тука меѓутоа кажав, екологијата преку ноќ дека некој ќе подобре, ќе направи како што треба, може само се лажиме, да се трудиме да ги тие денови детектираме и намалиме на минимално ниво, а со носење на гасификацијата мислам дека веќе глобално ќе го решиме проблемот и нормално тука не би ги заставил и службите во општина Кавадарци, како инспекторат и комунални инспектори кои што интензивно излегуваат на терен и во попладните часови и во вечерните часови и ги детектираат поголемите загадувачи на самиот воздух, па постоа сумираме дали се прекршува законот или не се прекршува, дали соодветно се застоплуваат или не. Така да, пак ќе кажам, не изоставува кај нас во Кавадарци варењето на ракија. Тоа не може да го спомниме. И има детектирано едно 12 семејства кои што сериозно се занимаваат со таа работа. През малте не целото зима варат интензивно ракија, укажуваме на проблемот. Се уште не одиме со казни и со мерки тие работи, наидуваме до некои разбирање со луѓето и мислам дека во едно време ќе дојдат до насаканото да едноставно го отргнеме тоа од нашето градско подрачје и тука би го спомнал исто и отстранувањето на 360 ливени гражи од општина Кавадарци на земјоделска механизација, кај што направивме едно плато од 15.000 метри квадратни до самата болница, кај што веќе градот малку и полесно дише и сите тие отстранување на гражи и земјоделска опрема ги претворивме во зелена површина. Градоначалниче, на врвот сме по транспарентност, секогаш се стремите да воведите и новини, тоа е и повикувачкиот центар кој што започна и работи во Кавадарци. Тука е и видеонадзорот кој што веќе е во функција, означени се локациите каде што се врши видеонадзорот. Што значи за општината овој проект и секако кажете ни дали веќе со видеонадзорот се даваат првите резултати на оние дивења на несовесни граѓани кои што кршат, уништуваат општински имот и дали она што најмногу ги интересира кавадарчани, дали нивната приватност е заштитена и загарантирана? Во делот на транспарентноста ја подигнав по општина Кавадарци значително, од 18 некое место на трето место и очекувам ова година да бидеме и да повисоко место меѓу првите двајца. Сега сме трети. Тоа покажува и укажува дека општина Кавадарци буквално од самите сограѓани, па макар и од другите институции и на републичко ниво, апсолутно објективна и нема што да крие и нема што да не бидат информирани самите граѓани. Во делот на камерите и во делот на кол центарот кој што ги има, тоа е врзан систем целокупен. Значи камерите ниту се случајни, ниту кол центарот е случајна појава. Единствена цел на видеонадзорот и на кол центарот е само да на нашите граѓани му пружиме поголема заштита, поголема сигурност на повисоко ниво, поголема отчетност и транспарентност од институциите према нив и поголема посветеност на нивните дневни и моментални потреби од јавните предпријатија. Што значи тоа? Тоа значи дека се што е под општина Кавадарци од јавни предпријатија, дали е тоа комуналното предпријатие, дали е за паркиралиште предпријатие, или утре за гасификација, или било што, преку тој повикувачки кол центар 13300, онлайн 24 часа
през 7 во неделата, имаат комуникација директно со општината. Имаме проблеми кои што ги решаваме и во 02, и во 04, и во 05. Има проблеми кои што детектираме и ги решаваме во наредните 24 часа. Тоа е еден благодет за сите граѓани, пошто јас сум кажал, не треба никој да познаваш за да си завршиш работа. Ниту мене, ниту Маријан, ниту Ангел, едноставно се јавуваш и си ја завршуваш работата како угледен граѓанин и се осеќаш на некој начин удостоен, еднаков према сите. Во делот на видеонадзорот е поставен врз основа на стратешка оценка и план кој што е претходно правен од година дена на ризични стратешки места. Пред се за заштита на урбаната опрема и на опремата на општина Кавадарци, тоа е целокупната опрема и урбана опрема е пак на граѓаните на општина Кавадарци. Општината се состои од граѓаните. Сите наши капитални објекти како не знам, дом на музеи, култура, вински музеи, општина, сите објекти кои што ги имаме сакаме да не бидат максимално заштитени од вандализам, одивење, спомен, културницата, споменици, културни објекти, така да целокупно се заштитени со видеонадзор. Тука не гледам причина никој да има бојазност, зошто? Затоа што ако има некој намера да дивее или да уништува културно наследство или нечи јавен имот, нормално дека со таа камера ќе биде забележан и ќе се сносе санкции и последици по основ на закон. Во делот на другиот дел кој што камерите исто така ќе ни бидат дофатни и пофатни, со налог на јавен обвинител, со налог на полиција или судство, може да се вадат снимки при, не дај Боже, тешки кражби, не дај Боже, тешки кривични дела, сообраќајки, повреди или било што за расветлување и откривање на многу случаи. Така да сигурноста на граѓаните по протокол и по законите на Република Македонија му е загарантирана со сигурност. Оние кои што седат во кол центарот, во моментот кога гледаат, тие не гледаат ниту една фаца, ниту една регистрација, ниту ништо. Тие гледаат тело без интима, да речеме физиономија, гледаат кола без таблици и гледаат тоа што треба да го гледаат како заштита на општината. Доколку треба некој да детектира кој е тоа лице што било таму, тоа е второ ниво на безбедност, со посебен налог и овластување, се ваде, се добива дозвола, се трга таа маска за да се види кој е лицето. Така да сигурноста му е загарантирана, движењето му е слободно, комплетно, нормално, безбедноста и очекувањето од сите јавни институции, поготово и од полициска станици, од обвинителство и од судство, ќе му бидат на повисоко ниво, за тоа што имаат бекап видеонадзор кој што го поседува. Како најголем лозарски регион во државата ме интересира докаде е идејата за изградба на дестилерија во Тиквешкиот регион. Она што јас го ветив како дестилерија, го завршив во првите 4 месеци како физибилити студија и проект за откупување на вишокот на грозје на лозарите. Предадено во влада, уште пред година и 5 месеци, тогашта главна советничка за земјоделие беше у влада Ленче Николовски, до неа поднесено до Министерство за земјоделие, не добивме повратен одговор ников, проектот е примен и добиен, имавме можност еден со премиерот да зборниме, зборнавме на темата, после се смени министер за земјоделие, веројатно треба пак да ги анимираме од почеток да видат за тоа што дај Боже никогаш да немаме вишок на грозје, меѓутоа има години кога го имаме вишок на грозје, а со тоа што имаме еден континуитет на сигурност за тоа што виновата лоза не е едногодишна култура. Таа ти е 20 до 30 годишна култура. И кога некој инвестира, бара минимална сигурност дека наредните 20 години ќе има некаков, било каков откуп. Така да таа дестилерија го гарантира тоа како откуп на винско грозје, а нормално и индиректно ќе влијае во цената на грозјето. Зошто да го дарам за 10 денари за вино, а ќе го дарам подобро 10 денари дестилет, а со тоа ќе намалам конкуренцијата на самото грозје и количина, за да може цената да се дигне. Инаку ако очекуваме дека цената ќе ја пораснат винарите, малта не тоа може да не се случи никогаш. Гледајќи од бизнес гледна точка, ние чекаме тој што му продаваме, тој да ја дигне цената.
Јас во тоа не верувам, значи ние мора да мрдниме од мртва точка, да направиме нешто за да му покажеме дека имаме пласман за гројество. Ако не го купите, ќе го купи друг. Така да не е тоа уцена, него е тоа отварање на пазар, отварање на повеќе можности за да се дигне и самата цена. Увес кај ова интересно прашање кај колешката, да прашаме вас како ја оценувате ова 2019 година во поглед на откупната политика и вкупните состојби во лозарството. Гледаме дека луѓето не се откажуваат од грозето и покрај тоа што има релативно еднаква цена веќе изминати 10 години. Каде ја гледате иднината за овие 6.500 земјоделци кои, да речеме, не живеат сите од лози, меѓутоа имат интерес за грозето? Тука ќе биде максимално објективен, затоа што точкава и прашањето многу сензитивно и е колективно, да речем. Ја би почнал од самиот себе. Имаме фамилиарно 65 хектара лозов насад кој го што одлидуваме веќе 14 години и оваа година нормално го одлидуваме. Прво би кажал дека оваа година е елементарна непогода и сушна година и со 50% приходите на грозје кај мене лично се намалени. А верувам дека е тоа во просек секаде исто малте неки некои и полошо. Тоа значи дека да ни даде цена и од 24 денари, тешко ќе се покриевме како лозаро, производители за тоа што немаше количина. На таа тема ова нека биде како информација првична, заедно со пратеникот Панчо Минов, би го спомнал за тоа што со него атераме таа работа. Да. Се покренува сега прашање на преминарна седница на буџет да се прогласи за сушна година како елементарна суша, да може земјоделците да земат дополнителни примања по декар или хектар по она што веќе му е ветено и одобрено. Ветено му е дека 2 денари ќе ги земат по килограм грозје кои што се одобрени, меѓутоа се ние како локална самоуправа и како индиректни влијатели на собранието на владата, ќе дадиме амандман кај што ќе бараме да се прогласи ова за сушна година и да се дадат дополнителни средства за лозарите за поостовна суша. Така намислам дека клучното прашање оваа година тука е, во сушата и во количините кои што не ги постигнаа земјоделците. Во делот на цената, со оглед на тоа дека од ланста година имаше делумно намалување на цената, факт. Во делот на зголемување на шеќерните единици, автоматски добивме пониска цена, што винарите не сакаат да разговарат на таа тема, некоректно од нивна страна, пак ќе потенцирам ќе кажам. Се трудиме максимално да седнеме и да разговараме заеднички, да се објаснат работите, да се каже која е таа нивна граница, која е граница на земјоделците, ама не можеме да мрдиме од таа мртва точка, а верувам дека во едно време, пак ќе кажам, со отварање на пласмани, со давање на повеќе можности на обработка на грозје во било која прилика, дали дестилат, дали сироп или било што, нормално, нашето грозје е пред се само за вино, затоа што има најквалитетно грозје на Балканот, макар и во Европа, меѓутоа мораме да направиме нешто за да ги одврзиме количините и да постигнеме тоа што треба. Така да оваа година нема задоволен земјоделец, нема рентабилен земјоделец, без разлика на сите субвенции што се дадени и 2 денара по килограм и зелена нафта, значи мораме да постигнеме барем да се допокриеме на некој начин со тоа, ако успееме и издействуваме прогласување на суша како елементарна непогода, мерка плюс за земјоделците. Градоначалниче, рековте дека тешките теретни возила ќе се на некој начин оттргнат од градското подрачје. До каде е проектот со заобиколницата од Југо Комерц кон Катуниште со тоа што ќе се заобиколи и Ваташ? Тоа ќе биде проект кој што ќе го работите со државата и дали веќе во таа насока се действува? Апсолутно, не го спомнавме еден капитален објект од 2021 година што се коментира, навеќе дошол денот да се отпочне со таа работа. Тука сериозно ќе кажам дека проектот е во изготовка, значи од Агенција за патишта, неколку пати ја спомнувам агенцијата, морам да кажам дека тука имаме одлична соработка и со господин Китанов и со агенцијата и одлично разбирање во делот на потребите на општината. 300.000 евра се одобрени средства и веќе добиени на тендер за проектирање на самата заобиколница, што е сериозна работа, да се проектира, да се нацрта, да се стават сите ситуации. По добивањето на проектот, во наредните неколку месеци ќе аплицираме веројатно
дали во предпристапни фондови, дали во некои задолженија на преку агенција, преку влада да се изгради таа заобиколница, која што ми се чини дека околу 8 километри, така од предмарена, да испадне горе на Катуниште, комплетно да ги целокупното население го растеретиме од тие тешки возила кои што ги еме во делот на индустријата. Ја очекувам лично до крајот на оваа година проектот да биде готов на 2020. 2021 веќе да разговараме за средства за да отпочнеме со експроприација и со изградба на самата заобиколница. Кажете ми, каква е стратегијата на општината околу винскиот, селскиот, планинскиот и езерскиот туризам во општина Кавадарци? Неколку видови на туризам во едно, ајде да го кажеме алтернативен туризам. И посебно ме интересира дали општината и вие лично имате размислувано и се правеле некои истражувања околу тоа, можат ли да се направат скијачки терени некаде над Михајлово? Така, во погледот на она како туризам кој што го спомнавте, и алтернативен, и езерски, и планински, и рурален, и селски, и било како, општина Кавадарци сега со новата ситуација предвиди комплетно одделение за работа во делот на туризмот. Мрднавме од мртва точка, направивме туристичко информативно бюро, ставивме знаци низ Кавадарци кои што елегантно изгледаат, ги окажуваат на сите туристички дестинации, на ресторани, кафетерии кои што може да се посетат. Морам да кажам дека работиме интензивно во делот на Тиквешкото езеро и изградба на 2 летниковци кои што ги тераме, ги работиме преку УИСЕТ и да добиеме превозно средство за на вода, некој си бродче до 10 на 12 луѓе кои што туристички би го намениле и би ги тие ресурси околу самото езеро и езерото го користиле во делот на туризмот. Во делот на селскиот туризам, кај нас можеме слободно да кажем дека интересот не е некој голем, а можеме да го развиваме. Сами знаете дека имаме и напуштени села, и запустени села кај што со многу мали средства можат неколку семејства или семејства се вратат, па и со ИПАР програма да аплицираат, да се развива тоа сето, да се покажеме традицијата, кои сите работи. Меѓутоа слабо не идуваме на такви барања или потреби, така да мораме малку да го анимираме нашето население преку нашите туристички водичи во делот на развојот на тоа и што значи тоа за самите оние кои што би го почнеле да го работат како такво. Тука направивме на иновативна ситуација, која што ние одобри фондот за иновации, целокупна општина Кавадарци. Цело што спомнавме како алтернативен туризам. Буквално се го мапиравме, го скениравме и ќе го ставиме на веб страница, така да секој еден од било каде во 3D резолуција ќе може да ја посети било која локација на општина Кавадарци. Примерно Полошки манастир, буквално стискаш локацијата во 3D резолуција, ти прави прошетка до Полошки манастир, го гледаш Полошки манастир и доколку некој пројаве поголем интерес би го посетили визуелно лично. Така да тоа мапирање преку фондот за иновации негде околу 100.000 евра кошта, ние го добивме бесплатно како иновација и како прва општина што имаме електронско мапирање во 3D резолуција. Манастири, цркви, буквално се што постои во општина Кавадарци може да се посети визуелно во делот на 3D резолуција. Исто сакам да доданам да кажам дека имаме Кожув планина на наша страна. Ски терените кои што ги има изградено, за жал и не се функционални, се на наша територија. Меѓутоа, во тоа време не се успеало да се избоксува и издействува, да се направи пристап од наша страна како општина да имаме. Меѓутоа, поради тоа што за мене е мегаломанско малку во овој момент како проект и да го коментираме, да кажем че направиме пристапи, че го заживееме Кожув, при имање на многу ски терени на само 100-150 км, не се отврла ситуацијата дека еден ден Кожув ќе биде Кожув. Меѓутоа, алтернативни ски патеки ги предлагаме веќе со предлог програма за наредната година, че сакаме да ги изградиме како приватен сектор и делот на туризмот, поготово во делот кај Михајлово, кај атарот на Кожув планина, каде што барем
20, 30, 40 дена, че има услови за скијање или барем да си ги научиме нашите деца од образованието кој што се да може да почнат да скијат во програма на делот на спортот. Така да од тука би почнал, па дај Боже да стигнеме до Кожув и да привлечеме туристи во делот на скијањето. Со ваше доаѓање не ги запревте процесите на развој и би рекол квалитетно подобрување и на образованието и на спортот. Што сторивте ви во овој мандат од 2 години колку го практицирате и што е тоа што ви остана уште во образованието, бидејќи таму многу пари отидоа, меѓутоа се гледа дека тие пари се правилно пласирани и во културата особено, бидејќи културно сме како кавадарци доста издигнати. Во делот на образованието максимално сме посветени и секторски како општина и она што ги имаме во делот на овластување. Прво и основно ми беше целата првите неколку месеци да го смириме колективот во самото образование. Верувајте дека во образованието имаше таков разор и таков непотизам према луѓе од делот на образовниот кадар, што беше за мене недопустиво и мислам дека беше голем проблем. 99% успеавме да ги смириме тие страсти, да ги синниме, да се соединат луѓето, да функционираат пред секој образован кадар. Условите во образованието, па може би сме и единствена општина кај што имаме комплетно реновирани училишта. И од делот на столарија, и од делот на кровна конструкција, и од делот на фасади со термоизолација, школски дворови и еве со дополнување на двете спортски сали ќе бидеме комплетно заокружени целокупно во делот на инвестициите на образованието. Во делот на едукацијата на самите наставници поработивме и оваа година и ланска година со така врвни професорки од делот на науки, од делот на природно-научниот факултет, кои што дојдеа и вршија обуки на нашите наставници во делот на едукација нивна, како да препознаат и насилство, и талентирано дете, и дете кој што треба да се посвете повеќе, па макар и да се на некој начин санкционира. Тука не беа големи средства, беа големи напори и време за сето тоа го совладаме и го пренесиме према наставниците. Тоа нема да застанеме, тоа ќе го работиме понатака со самите наставници. Директорите исто можеме да пофалбо до нив да искажем и од основното и од средно образование дека буквално си ја бркаат работата така како што треба, менаџираат како што треба, ги имаме најбитно спроведување на основната програма и на дополнителни програми кои се во делот на доедукација на самите дечиња. Во делот на она што го спомнате како култура, морам како проект да го спомнам и да кажам дека ние сега аплициравме за средно музичко училиште. Очекувам да ни биде одобрено, на државно ниво да биде, али под локално самоуправа, односно тука да биде локацијски поставено. Со тоа ние ќе добиеме едно средно музичко училиште кај што знаеме колку талентирани и пред да се луѓе во делот на музиката, а и сега ги имаме, а не ги искористуваме како кадри. Тешко носат одлука луѓе да пуштат дете од прва година да учи во Штип, во Битола, во Скопје. Кога ќе ги имаме тука, а има потенцијал, мислам дека ќе го искористиме. Во делот на културата би спомнал дека и заедно со домот Иван Мазев Климе правиме повеќе реални ситуации, него да правиме паради или било што. Така да можеби еден период имавме вакуум во делот на одржување на представи, одржување на сите работи, меѓутоа дојдовме до една реалност каде што самата потреба од граѓаните ја согледавме и се движиме кон чекор напред. Знаете, ние може да направиме представа и од карактер национален и републички и да дадеме налог на сите јавни институции да донесат по 20 луѓе на представи, да наполниме салата и одржиме представа. За мене тоа не е одржлива ситуација и нереална ситуација, така да мислам дека тука треба да ги согледуваме реалните потреби и она што значи природен тек на културата на општина Кавадаци. Во делот на музејскиот дел добро се движат работиве. Направивме уште неколку собите за Бадев, мислиш дека беше последната. Сега имаме план за наредната година на куќата на Страшо Пинџер во Вача да ја малку подобриме ситуацијата и таму на Мокриште да се направи музеј, еве винскиот музеј да се вклопе. И најбитно за мене
еден слободен уметник, од пред 2 недели го заангажиравме, тоа им беше и програмата и не ми е завршено. Најдовме простори, најдовме и средства. Слободните уметници да ни направи една физибилити студија за неполни 2-3 недели. Тоа ќе бидат просторите над библиотеката Феткин, што беа диспlicираните студии на УКИМ универзитетот. Тие сега празни простори си ги земавме назад во владение. Ќе направиме тука една соба за слободни музичари. Комплетно ќе опремиме за нивно вежбање, тестирање со звучна изолација со се, така да може тука да се занимаваат и до обучуваат таленти, пробуваат, пошто студија така, а другата просторија ќе биде за слободни уметници, каде ќе има простор за работа и со глина, за работа и со мастило, за работа и со други методи кои што ги практикуваат уметниците, така да со тоа ќе го направиме една дружба комплетна, меѓутоа и еден предпростор и услов за градење и докажување на нови таленти, поготово деца млади кои што сега доаѓаат на повиток. Близу 60 минути сме со емисијата. Предлагам да го направиме последниот круг со прашања. Градоначалниче, редок пример во Република Македонија на таква соработка со советниците и со двете советнички групи, иако пред известен период имаше и недоразбирање за кое што и вие кажавте, што има да кажете меѓутоа и советниците. Во каква насока и во каква сплотеност ја завршуваме оваа 2019-та и со какви сили или со каква соработка ќе продолжи соработката градоначалник совет? Така, морам да кажам дека до крајот на годината планираме уште два совета да одржиме. Тоа ќе биде едниот сега на 12 месечина и другиот на 24-5 носење на Божичот. Ја едно можам да кажам како градоначалник, познавајќи ги тие 19 особи и лично и персонално и претходно, па макар со некои сега сум запознал, нема лош човек таму. Нема злобен човек, сите се добри луѓе, фамилиарни, честни, угледни, поштени и мислат за општина Кавадаци. Ова нека биде од моја уста кажано и се тоа. Има политички моменти негаш кога треба да се крене ручна, па малку повеќе да се зборува на микрофон, па малку да се даде значење на некои работи, кои што до умерена граница и до умерена толеранција се во ред. Така да, ете и со последните случаи нема никакви последици од целокупното тоа. Општина Кавадаци и градоначалникот ќе работат до крај како едно и само така можеме да го имаме успехот во општината. Нормално, јас како градоначалник нигаш нема да дозволам што вика старите јас и јас, него дај Боже советниците да ги имаме тука што повеќе вклучени во делот на имплементација и на буџети се. Морам да ги пофалам, нашите советници добија сертификати, беа активно присутни во делот на нивна до едукација и обука што значи советник. Така да сега се и пообучени и знаат што треба да гледат и како да гледат, затоа што сепак и тие се луѓе кои што доаѓаат од надвор, се добија сертификати, мислиш на дека 2-3 општини само го направија тоа така интензивно, заедно со председателот на советот има амбиции тоа да го завршат, што за мене ми дава за право да размислувам дека ете сака да совладат материја и да стигнат до нешто плюс. Така да советниците сега ќе треба да бидат критична маса на градоначалникот и да бидат таа ручна умерена за да градоначалникот биде на некој начин, како што кажа на почетокот, приземен на земја. Затоа што жива материја, живо суштество, мора да го контролираме, подложно на се, така да во тој дел немаме никаква забелешка и верувам дека ќе продолжи така. Топлите римски бањи во Мрежичко се една атракција која што и tekako нели може да биде искористена во функција на туризмот за кој што зборувавме претходно. Дали јас и претходно ви имам прашана и повторно ќе ве прашам дали можеме да очекуваме римските бањи повторно да заживеат во Мрежичко? Во моментот има компанија која што има концесија на истражување на термални води баш на атарот на римските бањи. Самиот збор римски бањи кажува дека некојаш таму имало бањи, а нормално и римјаните и ние сигурно сме сакале утопла вода да се бањаме. Така да не само тоа што таму имало бања, таму има офталмолошки дејствија на водата многу
благопријатни по делот на автоматологијата, односно на она што значи лекување со бања. Да. Има истражување уште од бугарско време, кој што задолжив еден наш па можеме да го кажеме сограѓани, не е сограѓани, меѓутоа кавадарчанец по потекло, тоа е Маријан Ѓорчев кој што е амбасадор во Република Бугарија наш, да по нивните историјати и документација музеј најде нешто за тие римски бањи и нивните истражувања. Ми се чини дека има најдена документација, веќе сме комуникација и сега правиме план за геолошки истражувања на термалната вода на римските бањи. Што значи тие геолошки истражувања? Прво се прави елаборат и проценка да видиме дали и како и да колку ќе извадиме таа термална вода. Некаден проценките се сега со тие истражувања кои ќе ги имат завршено дека на 200 до 300 метра бушотина треба да извадиме вода од 40 до 45 степени. Ако постигнеме тоа, ние имаме предуслови да направиме бања. Ми се чини дека ќе го постигнеме, нормално финална фаза ќе биде со самите бушотини кога се направат, али тоа ќе биде приватна инвестиција и иницијатива, така да можеме тој ресурс комплетно да го искористиме и да имаме еден комплетен заокружен процес во општина Кавадарци. Само уште море ќе ни фале и мислам дека друго не треба ништо. Може да правиме ски центар, бања, езери имаме, планина имаме, поле имаме, така да сами може да сте били од самата друга страна на Кожов планина, тука тие лутраки со топлите термални бањи, така да таа дага треба да ја најдеме и погодиме да ги имаме во срце. Да. Сакам да завршам со спортот, мислам, со мој дел на прашањето, бидејќи и вие и Советот за спортот одделивте многу пари, многу енергија потрошите. И не сме лош. Така можем да кажем, ГФК Тиквеш и ГРК Тиквеш били 14 евро никосе на врвот во спортувањето во Македонија. Како вие вкупно гледате на спортот 2 години по практикувањето на оваа функција и што би требало да се доработи? 2 години или втора сезона од фудбалски клуб Тиквеш. Лично сум задоволен. Гледам да учествувам индиректно на самите утакмици. Понеќе знам да појдам да се подружим малку и со фудбалери, со тренеристите, затоа што сепак општината и граѓаните ги одвојат тие пари за тој градски фудбалски клуб. Ланската година направивме прекрасни резултати. Изигравме бараж со Силевска и што успеавме да дадеме 1 или 2 гола, ми се чини. Значи, како вика таа народната, вика, кога се тепам, не гледам дали ќе ме натепат, гледам јас да ударам. Така да ние дадовме 2 гола. Изгубивме од Силекс и тоа не е срам за тоа што Силекс е прволигаш, што играе со прволигашци и купени играчи од страна. Ние тоа право го немаме и како бенефици да си купиме играчи од страна, затоа што играеме во втора лига. Во овој момент имаше неколку кризи во самиот фудбалски клуб кои што јавно ги дискутираме, ги гледаме, ги правиме. И за мене се нормални како кризи, меѓутоа да ги надминиме што побезболно, за да можеме да стигнеме до она што значи. Нема да паднеме во несвес ако не влеземе во прва лига оваа година. Тенденцијата е да, сакаме да влеземе, ќе се бориме. Што е меѓутоа и да не влеземе, да стигнеме пак до она место кај што стигнавме, до баражот. Тоа ќе ми даде легитимно право дека за 2 години успеавме да бидеме на второ место, па да не речеме -0. Тоа ќе ни даде за право дека веќе кадри кои што ги имаме, размислуваат да останат во ГФК Тиквеш. Па макар и од помладокот веќе ќе пораснати дечиња други да дојдат да играат. Така да фудбалот не може да го изградиме преку ноќ. Тоа е процес кој што ќе ни треба инвестиција во кадар пред се, а поготово кога си обврзан со закони и прописи, колку можеш, како и што да направиш. Така да вие играете стадион, овозможувате услуги така натаму. Стадионот ќе го изградиме. Ќе го направиме теренот да биде прекрасен за игри. Опрема има Тиквеш прекрасна и во делот на играчи, и во делот на собликувални. Успееме Лалуна да го направиме она што треба да биде спа центар, затворен базен, да им даеме на младите се рекреираат, да се дружат. Знаеш, од фудбалерите не бараме само и фудбал. Имаме дечиња и од страна кои што дошли тука и по 19 години живеат. Имаме едно албанче кој се дружи со нас секојдневно. Од нив бараме и дружба.
добро да излегуваат и да се дружат со наши деца и да зборуваат за спорт и за фудбал или било што. Тоа ќе ни даде една мотивација да самите малолетници ги насочиме кон самиот спорт и љубов кон правилен спорт. Што е многу битен момент за тоа што љубовта веројатно кај нас брзо изживуваме во последно време со оглед на сите технологии кои ќе ги поседуваме, ама има и трајна љубов. Ја мислам дека спортот ако го засакаш, нема да гиш да го заборавиш и да го изживееш. Да. Благодарам на вас. Ова беше уште едно издание на ТВ Објектив. Го пренесовме интервјуто со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев по повод 2 години мандат или 2 години градоначалник на Кавадарци. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови.